Војната во Украина и високите цени на енергенсите, Европа и регионот ги носи во нова голема рецесија, прогнозираат економистите. Многу е рано да се прогнозира, но најверојатно, имајќи предвид, пошто е воен конфликт кој што се случува на европско тло, најверојатно да Европската унија, пред се исто така Руската федерација, Русија и Украина да влезат во рецесија, што од друга страна со покачувањето на цената на енергенсите исто така предизвикува една криза која што ќе го намали странскиот капитал во Република Северна Македонија и секако тоа ќе има негативен нагиб. Рецесијата на големите секогаш значела големи проблеми и сиромаштија за малите економии. Во случајов со Македонија извесно е дека судбината на најслабите компании е крајно неизвестна. Таа рецесија ќе предизвика и пад на побарувачката на тамошниот пазар, а знаеме дека Европа е нашиот најголем трговски партнер, што значи ќе има пат на побарувачка и за нашите производи и услуги што ги извезуваме во Европа, а на прво место во Германија како наш стратешки партнер. Тоа значи дека и ние во оваа година нема да може да очекуваме стапки на раст кои беа планирани, ќе бидат значително помали од плановите за оваа година. Неизвестноста дополнително ја подграва и прогнозата на Светска банка дека цените на суровините ќе останат високи до 2024 година. Цената на природниот газ во Европа ќе се удвои и ќе достигне рекордно ниво во 2022, а цената на јагленот ќе порасне за 80% и исто така ќе достигне рекордно ниво, проценува Светска банка. Од тука прашањето е колку малите економии како македонската може да ја издржат оваа состојба на долг рок. Ниту една национална економија во моментов не може да каже колку ќе го издржи тој притисок и треба да има преструктурирање преку владини мерки, она што се прави горе-доле, мощно и успешно се менаџира за да можат да се убlažат консеквенциите, импликациите од руско-украинскиот конфликт врз националната економија на Република Северна Македонија. За само 3 години ова е втора голема рецесија која и се заканува на европската и на македонската економија, откако поради корона кризата најсилните европски економии пред 2 години бележеа пат на економијата од 10 до 20%.